Општина Струмица во последните неколку години навистина имаше еден од посериозните проблеми кои граѓаните континуирано не подсетува, не предупредува, бара да се реши, а тоа е проблемот со бездомните животни во градот Струмица. Навистина можем да кажем едно од најчестите барања кои што граѓаните го бара од нас како локална самоуправа. Можем да кажем со сигурност дека веднаш, уште на самиот почеток на нашиот мандат, се зафативме со тој проблем и се обидувавме да го решиме во согласно со сите позитивни законски прописи кои што важат во нашата република. Мораше да се поминат некои чекори кои што се неопходни, кои што се неизбежни, кои што мораме да ги сочуваме, а тоа се одредени урбанистички закони кои што важат, значи изготвување на проектна документација, со внимание на Законот за заштита и благосостојба на животните. Моравме и тука да бидеме внимателни и еве, конечно, после одреден временски период, успеавме сите тие искушенија да ги пребродиме и денеска со задоволство можем да најавам почеток на еден убав проект кој што ќе реши еден горлив проблем на нашата општина, а тоа е стационар за бездомни животни во нашата општина. Овој проект секако ги вклучува и другите општини од нашиот југоисточен плански регион. Затоа проектот содржи два дела, би можел да кажем. Едниот стационар или едниот дел ќе се гради на територија на општина Струмица, а другиот ќе биде во областа, во рамките на општина Гевгелија, и тој за ден-два ќе се најави како почеток. И мислам дека со тоа навистина еден важен проблем ќе биде решен во нашата општина и во целиот југоисточен регион. Ова е една инвестиција која чини некаде околу 20 милиони денари во почетокот, во првата фаза. Веќе имаме обезбедено еден грант и од швајцарската влада и од UNDP, со поддршка на UNDP, која обезбедува пак дополна во смисла на мебел, опрема и се она што треба еден ваков современ стационар да содржи, а тоа ќе се одредени боксови кои што се по современи норми, стручни лица кои што ќе се занимаваат со заловување на овие животни, стручен персонал кој ќе учествува во третирањето на тие животни, и мислам дека добиваме еден проект, еден стационар кој ќе биде на високи европски стандарди. Тендерот се распиша преку југоисточниот плански регион. Го доби фирмата Атриум од Вевчани. Се надевам дека професионално, брзо и во предвидените рокови ќе ги завршат своите обврски и ќе можеме навистина со овој проект, со овој објект да се вклучиме во градовите кои што на еден висок европски начин и степен го регулираат оваа прашање. Ово е пример во југоисточниот плански регион каде што сите 10 општини се зазема, сите 10 градоначалници во решавање на овој навистина горлив проблем на еден многу хуман начин. Беше еден од најдобрите практики во последниот период во нашата Република Македонија. И затоа ваквиот пример почна да го следат и другите региони. Се зафатија исто така Вардарскиот, југозападниот регион. Сите почнаа да се занимаваат и да го решат овој проблем со кучињата скитници во нивните региони. Она што би сакала да додадам е во делот на поддршката од UNDP, кој покрај тоа што ќе обезбеди дополнителни 2 милиони денари за комплетно опремување на двата стационари во општина Струмица и општина Гевгелија, во моментот работат, почнуваат со работа на подготовка за студија, да се изнајде најдобриот модел со кој овие стационари ќе ги направи одржливи, така да ќе биде одредено дали тоа ќе работи како јавно-приватно партнерство, како регионално предпријатие или пак ќе биде во склоп на комуналните предпријатија во регионите. Па вака, предвидени се 40 боксови, меѓутоа не е планирано за
подолго задржување на кучињата. Значи оно што ќе биде заловување, значи со овие 20 милиони денари покрај изградбата на двата стационари се предвидени и набавка на 2 возила со специјални приколки за да може да се заловуваат животните. Ќе се направи, нели, се прави комплетен преглед и третман на кучињата, а после неколку дена првото што ќе биде направено, нели, е нормално да најдеме начин да ги згрижиме, меѓутоа доколку не успееме да ги згрижиме тие кучиња, ќе мора да бидат пуштени на улица, меѓутоа со сигурност ќе бидат здрави пред се и ќе бидат стерилизирани без можност на расплодување и зголемување на бројот на кучињата скитници.